Апликација за поднесување пријави на конкурси објавени од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Корисничко упатство. Вовед. Апликацијата изработена за електронско поднесување пријави на конкурси објавени од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Крајните корисници на оваа апликација се апликантите, кои треба да потполнат електронска пријава и потоа да прикачат пополнета, потпишана и скенирана пријава во PDF формат како еден документ. За таа цел корисниците треба да се најават на својот профил користејќи e-адреса и лозинка. Доколку немаат креирано профил, потребно е прво да регистрираат профил и потоа да се најават. Најавување. На страницата за најавување треба да се внесат e-адресата и лозинката што ги внел корисникот при регистрирање на профилот. Потоа се кликнува на копчето најави се и доколку се е во ред, апликацијата ќе го пренасочи корисникот кон почетната страница од неговиот профил. Регистрирање. Доколку корисникот нема регистрирано профил, потребно е да ја избере опцијата Регистрирај се и да ги внесе потребните податоци. За успешно регистрирање треба да се внесат име, презиме, e-адреса и лозинка. Потоа се кликнува на копчето Креирај профил и доколку се е во ред, апликацијата ќе врати порака дека креирањето на профилот е успешно. За да се заврши процесот на регистрирање, потребно е корисникот да го отвори своето e-сандаче и во e-порака, што е испратен автоматски, да го кликне линкот за верификација на профилот. Со кликнување на линкот, профилот на корисникот ќе биде верификуван и корисникот ќе биде пренасочен кон страницата за најавување. Заборавена лозинка. Доколку корисникот ја има заборавена лозинката што била внесена при креирањето на профилот, таа може да биде ресетирана преку опцијата Заборавена лозинка, која е достапна на страницата за најавување со кликнување на линкот Заборавена лозинка. Потребно е во полето да се внесе e-адресата што е внесена при регистрирање на профилот и ако постои таа адреса во базата на податоци, тогаш на неа ќе биде испратена порака со новата лозинка. Почетна страница. По успешното најавување, корисникот е пренасочен кон почетната страница од неговиот профил. Во левиот дел од страницата е менито со достапните опции: почетна страница, активни конкурси, промени лозинка и корисничко упатство. А во средишниот дел од табелата се прикажани сите конкурси на кои се пријавил корисникот. За секој конкурс во табелата се прикажани наслов на конкурсот, архивски број под кој корисникот е заведен дека конкурирал, датум на аплицирање и траење на конкурсот, датум од и од датум до. Активни конкурси. Страницата за активни конкурси ги прикажува сите конкурси што се активни во моментот и на кој може да конкурира корисникот. Во табелата се прикажани насловот на конкурсот, датумот од и датумот до траење на конкурсот, сектор и оделение. Лево во табелата покрај секој активен конкурс има икона, со која корисникот може да го симне образецот на пријавата за избраниот конкурс. До иконата за симнување на образецот на пријавата има информативна икона, која отвара скок прозорец, pop-up window, каде што се прикажани информациите за избраниот конкурс кои ќе му помогнат на корисникот при пополнување на образецот на пријавата. Пополнетиот образец на пријавата се потпишува, се скенира и се зачувува во PDF формат како еден документ. Најдесно во табелата се наоѓа иконата, која корисникот треба да ја кликне откако ќе ја подготви целата потребна документација. Со кликањето врз оваа икона, корисникот ќе биде пренасочен кон страницата за аплицирање на избраниот конкурс. Аплицирај. На страницата Аплицирај, потребно е корисникот најпрвен да одбере дали се работи за правно или за физичко лице и во зависност од одбраното, соодветно да ги пополни полињата. За физичко лице треба задолжително да се потполнат информации за назив на проектот, град, име на физичко лице, презиме на физичко лице, адреса, телефонски број, e-адреса, единствен матичен број, пол и возраст, побаруван износ на средствата во МКД. По избор може да се додаде веб страница и назив и вкупен износ на сите проекти со кои учесникот на конкурсот бил поддржан од Министерството за култура во последните 10 години. За правно лице задолжителни полиња се назив на проектот, град, правно лице, адреса, телефонски број, e-адреса, ЕДБ, име на одговорното лице во правно лице, презиме на одговорното лице во правното лице, име на носителот на проектот, презиме на носителот на проектот, пол и возраст и побаруван износ на средства во МКД, а полињата за избор остануваат исти. Откако ќе се пополнат задолжителните полиња, треба да се прикачи пополнетиот и потпишан образец на пријавата во PDF формат како еден документ. Во спротивно ќе се прикаже следнава порака. За прикачување на задолжителните и дополнителните документи треба да се кликне на копчето Browse. Прегледај. Потоа во локалните папки, фолдери,
На компјутерот да се најдат потребните документи, да се изберат документите, да се кликне на копчето Open, отвори и на крајот да се кликне на копчето Прикачи. На крајот, пред да се кликне на копчето Аплицирај, кое е оневозможено дотогаш, потребно е да се штиклира полето "Изјавувам и се согласувам моите лични податоци внесени во апликацијата да се користат, обработуваат само за процесот на селекција на апликанти за конкурсот за кој се пријавувам". Доколку се е во ред, по кликнувањето на копчето Аплицирај се добива порака која што го информира корисникот дека апликацијата е поднесена. Со кликнувањето на копчето ОК се прави пренасочување кон почетната страница каде што се наоѓа листа со конкурси на кои се пријавил корисникот. На почетната страница под табелата со конкурсите се наоѓа линк со податок колку конкурси се активни во моментот. Со кликнување на тој линк, корисникот ќе биде пренасочен кон страницата за активни конкурси. Тоа може да се постигне и доколку се кликне врз линкот "Активни конкурси" во менито. Десно во табелата за секој конкурс постои икона, која е достапна доколку конкурсот е се уште активен. Датум до не е поменат. Со кликнување на оваа икона се отвара скок прозорец, pop-up window, на кој корисникот ја прикачува задолжителната и дополнителната документација. Доколку се е во ред, по успешното прикачување документот ќе се прикаже во табелата со документи. Од оваа табела прикачените документи може да се симнат со кликнување на иконата за симнување која се наоѓа лево покрај секој податок за прикачен документ. Промени лозинка. Доколку има потреба, корисникот може да ја промени лозинката. Со кликнување на линкот "Промени лозинка" од менито се отвара формата за промена на лозинката. Формата се состои од полињата за стара лозинка, нова лозинка и потврди лозинка кои се задолжителни. Нова лозинка и потврди лозинка треба да се совпаѓаат. Доколку не се совпаѓаат, се појавува следнава порака. Откако ќе се кликне на копчето "Потврди", корисникот добива на адреса со која што се најавил дека е направено менување на лозинката. Корисничко упатство. Во менито од левата страна има линк "Корисничко упатство" и доколку се кликне на него, се отвара корисничкото упатство во PDF формат.